Во студиото со вас, Александар Спасовски. Добар ден, ви благодарам што сте со нас. Обвинителството се уште не споделува детали во врска со големата акција на полицијата која во изминатите денови извади над 40 тони марихуана од плантажите кои имаат лиценци за легално производство. Во соопштението објавено предпладнево само потврдуваат дека се превземаат мерки, но не соопштуваат практично никакви детали. Премиерот Мицкоски вчера рече дека нема да биде изненаден ако акцијата собере и повеќе од 100 тони. Како што вчера објасни тој, во случајот веројатно е вмешан и поранешен министер кој спротивно на законот го изменил правилникот со што овозможил да се одгледува марихуана во услови за кои однапред се знаело дека не може да дадат производ кој потоа би можел да биде обработен како што налага законот. Мицкоски вчера објасни дека новиот правилник овозможил да се одгледува марихуана на отворено, иако на сите им било јасно дека од таа марихуана потоа не може да се произведува масло, што е единствен легален производ кој може да се добие. Дополнително премиерот откри дека дел од производителите во делот што го декларирале како отпад, односно гранки и листови од марихуана, криеле и тврдо пресувани цветови, што е спротивно на законот. Полицијата засега влезе во една плантажа во Скопје и една во Струмичко, а премиерот најави дека утре на владина седница ќе се донесе одлука по која надлежните служби ќе влезат во сите плантажи кои имаат лиценци. Целата акција почна да се спроведува откако српските служби запленија 5 тони марихуана, при што приведено е и едно лице кое е сопственик на легална плантажа во Македонија. Очекувано оваа тема е на врвот на меѓупартиските преписки. После цела една недела од објавувањето на картелскиот скандал со заплена на 5 тони дрога од Македонија во Србија, нема одговор на клучното прашање како 5 тони дрога поминала преку македонската граница, стои во соопштението на СДСМ објавено утро. Станува збор за огромна количина на дрога. 5-10, можеби и повеќе шлепери со дрога ја поминале границата, а нема приведени, нема осомничени, нема информација кој се е замешан. Како е можно од самиот центар на Скопје да излезат 5 тони дрога и лесно, невидливо да ја преминат границата и да заминат за Србија? Каде се камерите на Safe City, каде била полицијата, каде била мобилна царина, зошто немало контроли, што правеле Агенцијата за национална безбедност и Агенцијата за разузнавање? На сите им е јасно дека без поддршка и логистика од врвот на власта не е возможно да се шверцуваат 5 тони дрога, се вели во соопштението кое што од СДСМ го објавија утро. Заев, основачот на марихуана бизнисот во Македонија, не спие мирно. Немирната совест го натера Заев да на панични реакции, се вели во соопштението на ВМРО-ДПМН. ВМРО-ДПМН уште тогаш укажуваше дека лиценците за одгледување марихуана за медицински цели се доделували исклучиво на фирми блиски до власта, а не според законски услови. Медицинската марихуана била параван за организиран криминал во огромни размери. Јавноста има право да знае зошто Заев лично се интересирал за случајот со 5 тони марихуана запленети во Србија. Апелираме до јавното обвинителство да ја истражи вмешаноста на Заев и Филипче во овој случај и да ги објави сите сознанија. Борбата против криминалот е јасна, а на наркокартелот на Заеви му доаѓа крајот, се вели во соопштението кое што го испратија од ВМРО-ДПМН. Со сослушување вешти лица од Словенија кои ги работеле медицинските вештачења за обвинителството, денеска во Основниот кривичен суд во Скопје продолжува судењето против поранешниот директор на клиниката за онкологија Нино Васев, кој заедно со уште двајца онколози е обвинет за несовесно лекување пациенти. Случајот се наоѓа во доказна постапка и го води судиката Снежана Марковска, а за сослушување на вештите лица од Словенија се закажани повеќе рочишта оваа недела. Во согласност со најавената динамика, кон крајот на март ќе треба да почне со сослушување и вештакот од Србија, кој исто така работел медицински вештачења за обвинителството. Обвинението ги товари лекарите за продолжени тешки дела против здравјето на луѓето и несовесно лекување, при што кај 29 пациенти биле применети неподобни терапии со отстапување во дозирањето и без соодветна проценка на здравствената состојба. Сојузот на синдикатите на Македонија утре ја почнува серијата од блокади на институциите со цел да издействуваат минимална плата од 600 евра и зголемување на сите останати плати за 100 евра.
Првата блокада, како што соопшти ССМ, ќе се одржи утре пред собранието со почеток во 9 часот. При тоа ќе бидат блокирани улиците 11 октомври и Даме Груев. За време на протестот ќе биде обезбедено, како што велат, непречено движење за потребите на итната медицинска помош против пожарната бригада и полицијата. Во владата се наставот дека тие веќе се имаат договорено со сите вработени во јавниот сектор по договорот од вчера, со што тие веќе ќе добиваат повисоки плати, додека за зголемување на платите во приватниот сектор од владата синдикатот го упатуваат на преговори со работодавачите, потенцирајќи дека тие се подготвени да го прифатат секое решение. Од владата го одбија предлогот да субвенционираат дел од придонесите, бидејќи, како што објасни премиерот, приватниот сектор веќе добил пари преку ефтиниот унгарски кредити, дека останува на него да обезбеди средства за раст на платите. Владина делегација, предводена од владиниот подпредседател Александар Николовски и министрите Муцунски, Љутков и Хоџа, како и градоначалниците на Охрид и Струга, денеска и утре престојува во работна посета на Париз, каде е најавена средба со Калет Еленани, генерален директор на УНЕСКО, како и со други високи представници на УНЕСКО. На средбите ќе бидат потенцирани цврстите заложби на владата за зачувување на статусот на природното и културното наследство на Охридскиот регион. Исто така ќе биде истакнато дека државата воспоставува систем за заштита кој гарантира зачувување на интегритетот и автентичноста на Охридскиот регион како исклучително универзална вредност, се вели во соопштението кое што предпладнево го испрати владината пресслужба. Телеметриската сеизмолошка мрежа на Македонија, одржувана од Сеизмолошката обсерваторија при Природно-математичкиот факултет во Скопје, вчера во 23 часот и 9 минути регистрирала земјотрес, чиј епицентар потекнува од територијата на Косово на околу 46 км северозападно од Скопје со локална рихтерова магнитуда од 3 степени. Според податоците на обсерваторијата, земјотресот е почувствуван во Тетово и околината со интензитет од 3 степени според Европската макросеизмичка скала и нема информации за предизвикани штети. Охриѓани го чекаат системот Безбеден град, кој очекуваат да ја подобри безбедноста во сообраќајот, имајќи предвид дека полицијата и натаму застанува голем број несовесни возачи кои возат пред се под дејство на алкохол, но и со зголемена брзина. Од Охрид се јавува нашата дописничка Нина Ритоновска. Пред стартот на системот Безбеден град во Охрид и Струга, кој ќе детектира прекршоци и ќе служи како алатка за дисциплина на патиштата с големен број на откриени сторители, кои управуваат возила под дејство на алкохол, без положен возачки испит, но и со забрана за управување моторно возило. Наши сограѓани, одредени наши возачи се затекнати како управуваат моторни возила и покрај тоа што имаат забрана за управување на возилата од Б категорија од повеќе наврати на назад, значи неколку месеци, но и покрај изречената забрана тие го управуваат своето моторно возило, што значи флагрантно кршење на одредбите од Законот за безбедност во патниот сообраќај. Против нив се поднесени кривични пријави по членот 297 од Кривичниот законник, тоа е безобзирно управување на моторно возило и одземени им се моторните возила. Полициските службеници секојдневно се сведоци на несовесни возачи. Има возачи кои што не се придржуваат до пропишаната брзина на движење, драстично ја надминуваат и со тоа реално се соочуваат со опасност од невнимателно возење, управување моторно возило неадекватно на условите и состојбите на патиштата и со тоа можат да предизвикаат сообраќајна незгода и директно да ја загрозат личната безбедност, безбедноста на сопатниците во возилото, но и на другите учесници во сообраќајот. Од СВР Охрид вела дека со системот Безбеден град ќе се намалат прекршоците и сообраќајните незгоди, особено во периоди со најголем метеж како туристичката сезона. Нина Ритоновска, Сител телевизија. Општина Кочани е задоволна што на последната аукција добила за околу 20% пониска цена за изградба на новиот дом за стари лица во градот. Првичната понуда од околу 4,3 милиони евра, конкуренцијата ја намалила за речиси милион евра, па сега се чека формалната постапка да заврши и овој објект кој се гради со парите од унгарскиот кредит да ги добие своите темели.
Административните процедури за изградба на домот за стари лица во Кочани влегуваат во завршна фаза. Со спроведување на негативна аукција, општина Кочани успеа значително да ја намали вредноста на проектот, при што се оствари заштеда од близу 1 милион евра. На 4 февруари ја распишавме негативната аукција за изведба на старечкиот дом и тројцата апликанти кои учествуваа остварија солиден пат на понудената цена од 57 милиони денари во корист на општина Кочани, тоест од понудените 266 милиони, аукцијата заврши на 209 милиони денари за изведба на старечкиот дом во Кочани. Планирано е новиот дом за стари лица да се изгради во просторот на поранешната касарна во Кочани на површина од околу 4000 квадратни метри. Објектот ќе располага со капацитет за приближно 150 легла, ќе биде организиран на 3 нивоа и ќе вклучува содржини за медицинска грижа, рекреација и социјален живот на користиците со користење на геотермалните води како дополнителна предност. Сега следува период од 10 дена за жалби и веднаш по завршување на постапката ќе следува исклучување на договорот за изведба на старечкиот дом помеѓу општина Кочани и самиот изведувач. Јас ќе бидам главниот кој ќе ја форсира изведбата, бидејќи на Кочани му треба брза реализација, му треба квалитетен старички дом, квалитетна изведба. Финансиските средства се обезбедени преку унгарскиот кредит, а домот ќе биде во државна сопственост, со што се очекува услугите да бидат подостапни за граѓаните во споредба со приватните установи. За Сител, Трајан Ристовски. Вести од светот во избор на Марија